пат на потрошувачката на газ. Геополитика и проширувањето на ЕУ. Тишината на Хамнеи го вознемирува Иран. Трамп, нуклеарната програма на Иран е уништена. Љубовта не е телевизиска серија. Скриени трошоци кај нискобуџетните авиокомпании го отежнуваат изборот на патниците. Вкупната брутопроизведена електрична енергија во април 2025 година изнесува 338.832 мегаватчасови, што представува 73,6% од брутодомашната потрошувачка на електрична енергија, соопшти Државниот завод за статистика. Според податоците, вкупната потрошувачка на енергенти во април 2025 година изнесува 460.185 мегаватчасови електрична енергија, 6.785 милиони нормални кубни метри природен газ, 305.848 тони јаглен и 101.241 тони нафтени продукти. Во споредба со април 2024 година, потрошувачката на природен газ е намалена за дури 45,9%, што представува значително опаѓање во однос на претходната година. Наспроти тоа, потрошувачката на нафтени продукти бележи пораст од 18%, што укажува на промена во структурата на користење енергенти во земјава. Во Македонската академија на науките и уметностите денеска се одржува тркалезна маса на тема геополитичкиот пејзаж и проширувањето на ЕУ, организирана од Центарот за стратегиски истражувања Ксенте Богоев Приман. ЕЦП-3 Скопје и дипломатскиот клуб Скопје. Настанот има за цел да анализира како актуелните геополитички текови влијаат врз европската политика за проширување, особено во контекст на Македонија и другите земји кандидатки од регионот. На почетокот се обратија академик Таки Фити, министерот за европски прашања Орхан Муртезани, амбасадорот Јован Теговски и професорот Никола Поповски. Дискусиите се водат во две сесии. Првата се фокусира на глобалните влијанија како американската надворешна политика, војната во Украина и растечкото влијание на Русија и Кина на Балканот. А втората на капацитетот на ЕУ да действува како геополитички актер и перспективите за постепена интеграција на земјите од Западен Балкан. Организаторите нагласуваат дека форумот представува можност за критичка дебата и отворање на конкретни прашања поврзани со иднината на ЕУ и нејзината улога во регионот. Посебно внимание се посветува на предизвиците и шансите што ги има Македонија на својот пат кон членство во Унијата. Заклучоците од тркалезната маса се очекува да придонесат за формулирање на поефикасни политики во процесот на евроинтеграција и за унапредување на регионалната стабилност во сложен геополитички контекст. Додека иранците ја следеа државната телевизија, новинарот на Дневникот го постави прашањето што ја преокупира нацијата: како е врховниот лидер? Службеникот од неговата канцеларија, Мехти Фазаели, не даде јасен одговор, туку повика на молитва, уверувајќи дека обезбедувањето на ајатолахот добро си ја врши работата. Загриженоста за здравието и безбедноста на Али Хамнеи расте, бидејќи тој не се појавил јавно и не дал изјава веќе 7 дена, токму во момент на тешка безбедносна и политичка криза. Во меѓувреме, САД извршија воздушни напади врз 3 ирански нуклеарни објекти, а Иран возврати со ракетен напад врз американската база во Катар. И покрај поновата спогодба за прекин на огнот меѓу Иран и Израел, која стапи на сила во вторникот, тишината од Хамнеи предизвикува шпекулации. Се наведува дека тој се крие во бункер и не користи електронски комуникации за да избегне евентуален атентат. Главниот уредник на весникот Канеман, Мохсен Калифа, изјави дека ваквото отсуство на лидерот е загрижувачко и дека ако шпекулациите се покажат точни, погребот на Хамнеи ќе биде највеличествен и историски што Иран некогаш го видел. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека нападите на САД врз Иран довеле до тотално уништување на иранската нуклеарна програма, додавајќи дека тоа е победа за сите и дека војната меѓу Израел и Техеран завршила брзо. Тој најави можни разговори со иранските власти во текот на следната недела, на кој, како што рече, ќе побара Иран целосно да ја прекине нуклеарната програма. Трамп на самитот на НАТО во Хаг истакна дека не верува оти Иран повторно ќе се обиде да развива нуклеарно оружје. Иако Иран со децении ги негираше ваквите обвинувања, Трамп тврди дека американските напади уништиле клучни објекти. Наспроти тоа, Агенцијата за одбранбено разузнавање првично процени дека Иран може да ја обнови програмата за неколку недели. Директорот на ЦИА, Џон Ратклиф, изјави дека доверливи разузнавачки информации потврдуваат сериозна штета на иранската нуклеарна инфраструктура, која ќе бара години за обнова. Слична проценка дојде и од Израелската нуклеарна агенција, но Трамп нагласи дека не се потпира на израелските извештаи. Иако локацијата и учесниците на најавените разговори не се прецизирани, Трамп рече дека е уверен оти Иран ќе продолжи по дипломатскиот пат кон помирување, оставајќи отворена можност за нов договор.
Љубовта отсекогаш ги фасцинирала луѓето, инспирирајќи безброј песни, филмови и романи, но вистина е дека медиумите создадоа и одржаа многу митови за љубовта и врските. Вистина е дека овие романтизирани и идеализирани наративи влијаеа врз генерации кои растеа верувајќи во судбинска љубов, вечна страст и дека љубовта е единственото што е потребно за среќна врска. Вистина е дека психолозите и експертите денес предупредуваат дека овие погрешни лекции можат да бидат штетни и да доведат до разочарувања, неуспешни врски и нереални очекувања. Вистина е дека во 80-тите и 90-тите години телевизиските сапуници, романтичните комедии и популарната музика прикажуваа љубов како интензивна, драматична и судбинска, со мал акцент на секојдневните предизвици и реалностите во врските. Вистина е дека паралелно со тоа се појавија нови трендови како индивидуализам, материјализам и дигитална комуникација, кои ги комплицираа очекувањата за љубовта и партнерството. Вистина е дека многу луѓе веруваат дека љубовта е доволна сама по себе за успешна врска, но вистина е дека љубовта е само дел од сложената формула која вклучува доверба, почит, комуникација, компромис и заеднички вредности. Вистина е дека митот за сродни души и идејата дека постои една вистинска личност предодредена за нас, може да го попречи растот и развојот во врската, бидејќи вистина е дека успешните врски се градат со труд и посветеност. Вистина е дека страста не трае вечно, туку со текот на времето се претвора во подлабока и постабилна форма на љубов и партнерство. Вистина е дека љубомората не е доказ за љубов, туку знак на несигурност што може да ја разнишува довербата во врската. Вистина е дека љубовта сама по себе не ги решава сите проблеми, потребна е силна комуникација, почит и заеднички цели за врската да успее. Вистина е дека медиумите ретко покажуваат како изгледа здрава комуникација во врска. Наместо тоа, често гледаме прекинување на врски поради недоразбирања, без вистински обид за разговор или компромис. Вистина е дека способноста да се зборува отворено за емоциите, границите и очекувањата е основа на секој стабилен однос. Без комуникација, дури и најсилната љубов може да избледи под товарот на недоразбирање и тишина. Вистина е дека среќната врска не значи дека никогаш нема конфликти. Напротив, вистина е дека дури и најуспешните парови имаат несогласувања, разликата е во тоа како ги решаваат. Наместо драматични прекини и страствени помирувања како на филм, здравите врски се одвиваат тивко, со разбирање и трпение. Вистина е дека тоа не е толку возбудливо за гледање, но е вистинската слика за љубов што трае. И конечно, вистина е дека не постои совршен партнер. Попкултурата често не учи да бараме некој што ги исполнува сите наши фантазии, но вистина е дека луѓето се сложени, со доблести и маани. Наместо да бараме идеал, вистина е дека треба да бараме компатибилност, заеднички вредности и подготвеност за раст заедно. Зрелата љубов не е магична, туку реална, не секогаш лесна, но искрена и длабока. Минатиот месец група организации за заштита на потрошувачите побарале од Европската комисија да спроведе истрага за наводно неправедните надоместоци за рачен багаж кои ги наплаќаат нискобуџетните авиокомпании. Доплатите за рачен багаж често се фрустрирачки бидејќи не се јасно наведени во почетната цена на картата, што ја отежнува споредбата на цените и донесувањето на разумни финансиски одлуки кај потрошувачите. Покрај овие надоместоци, постојат и други скриени трошоци кои ги наплаќаат авиокомпаниите, а кои го прават патувањето поскапо отколку што изгледа на прв поглед. Анализата на финансискиот портал Tradingpedia покажува дека Wizz Air води со највисоки дополнителни трошоци од 245 евра за услуги како предаден багаж, онлайн резервација и чекирање. Следат Ryanair со 234 евра и EasyJet со 213 евра дополнителни трошоци. Некои од овие доплати може да се избегнат, но во одредени случаи патниците немаат избор. Например, групните резервации и патувањето со бебе носат задолжителни доплати. Wizz Air наплаќа 10,50 евра за групна резервација и 32 евра за патување со бебе, додека EasyJet има 25 евра за групна резервација и 31 евро за бебе. Со оглед на тоа што се очекува раст на цените на авионските карти за 2,8% оваа година, овие дополнителни трошоци ќе го направат патувањето уште поскапо. А потрошувачите треба да бидат внимателни и детално да ги проверуваат сите можни надоместоци пред купување карта. Пат на потрошувачката на газ. Геополитика и проширувањето на ЕУ. Тишината на Хамнеј го вознемирува Иран. Трамп, нуклеарната програма на Иран е уништена. Љубовта не е телевизиска серија. Скриени трошоци кај нискобуџетните авиокомпании го отежнуваат изборот на патниците.